Падна маската на власта за така наречените хуманитарни летови за враќање на македонците дома. Откако јавноста се побуни дека како хуманитарен лет не може да се наречат летовите за кои им се наплаќа за карта, владата и нејзините министри ја сменија реториката. За прв пат во вчерашното владино соопштение веќе никаде не се споменува зборот хуманитарни, туку само летови. Владата на Македонија подготви безбеден и строго контролиран автобуски превоз за нашите сограѓани кои ни пристигнуваат денеска со летовите од Виена и Базел. Најавувајќи ги пред 10 дена летовите, министерот за надворешни работи Никола Димитров потенцираше дека ќе бидат хуманитарни. Да ги организираме хуманитарни летови за да се ги донесеме граѓаните дома. На ваквите и слични најави реагираа граѓаните кои се побунија дека тоа не може да бидат хуманитарни летови затоа што на секој што се качил во авионот му се наплаќала карта од 250 до 300 евра. Со други зборови, ако еден лет чини 35.000 евра, целиот износ им се наплаќа на патниците. Тие што немале веднаш пари им давале да потпишат изјави дека во рок од 15 дена ќе платат. Веројатно фатени во недоличната пиар стратегија и за Димитров хуманитарните стана обични летови. И денес имавме 2 чартер лета за нашите граѓани кои беа затекнати во Германија. Во попладневните часови од Берлин слетаа 176 патници, 173 возрастни и 3 дечиња, а полн авион очекуваме и вечерва од Келн. Таква соработка и солидарност ќе има и утре. На летовите кон Виена и Базел ќе однесеме странски, а дома ќе вратиме македонски државјани. Со авион кој слета синоќа околу 1 час од пополноќ на Скопскиот аеродром пристигнаа 180 македонски државјани од Бон, Германија. Денеска се очекува во Македонија со авионски летови да се вратат 360 луѓе од Виена и Базел, кои следните 14 дена ќе бидат сместени во државен карантин во хотелите ширум Македонија.